Фабриката која во текот на зимските месеци беше посочена како еден од најголемите аерозагадувачи на Кочани, Paper Mill, и која имаше времена забрана за работа, дими и понатаму. Кочанските екологисти посочуваат дека црн дим со непријатен и тежок мирис деновиве повторно излегува од фабричкиот оджак. Сведоци сме дека смрде екстремно, значи тоа не е здраво таа смрдлева. Сведоци сме дека се загадува, дека чади, известно време се подобре, после некое време па си почне да си чаде, еве сведоци сме на црн чад. Дали е до хаварија до тие машини што ги има тамо до котли, дали е до негрижи или недобро работење со котли или со машини или што е работа, нас не занима како здружение и како граѓани на град Кочани, едноставно сакаме чист воздух. Тоа не се случува. Кочани во континуитет е посочена како општина каде присуството на PM10 честички во воздухот, особено во зима, е на загрижувачко високо ниво. Поради ова, тамошните жители бараат итно да се пронајде решение за сите загадувачи, а особено за палењето на депонијата и за фабриката Paper Mill. Дајте некој нека искочи, нека објасни или нека преземат мерки, дали со субвенции нека се купат други машини или што е работа, едноставно да не се случува тоа. Значи обеќаа луѓето од Paper Mill дека се поставени филтри, видовме ги филтрите, ама на нас тоа ништо не ни значи. Од општина Кочани исто така ја следат состојбата со фабриката за преработка на хартија, но можност да интервенираат немаат, зашто таа е државна, а не општинска одговорност. За сите констатирани поплаки од граѓаните и забележени нерегуларности од наша страна, ние го информиравме Државниот инспекторат за животна средина. Нивна надлежност е да постапуваат и да утврдат дали има прекумерно загадување и во која мерка. Информираат од општина Кочани. По налог на Државниот инспекторат и ресорното министерство, минатата година Paper Mill доби забрана за работа во траење од 30 дена и налог да инсталира соодветни филтри. Но и покрај ова, граѓаните и понатаму реагираат и се жалат од издувни гасови од фабриката.